Без квалитетно и добро образование нема иднина. Токму затоа владата го поставува образованието како еден од своите клучни приоритети и столб на развојната политика, со јасна цел подобри услови за учениците и наставниците и посилен образовен систем за идните генерации. За само година и половина инвестирани се повеќе од 65 милиони евра во нови и реконструирани училишни објекти, спортски сали и унапредување на образовната инфраструктура низ државата. За премиерот Мицкоски овие вложувања се дел од долгорочен план за модернизирање на образовниот систем и обезбедување подобри услови за учење и развој на младите. За година и половина повеќе од 65 милиони евра се инвестирани во образованието. Од тие некаде околу 56-57 милиона се дел од програмата АА. Така што образованието е еден од нашите главни приоритети како влада и продолжуваме и понатаму да инвестираме, бидејќи без квалитетно и добро образование нема иднина. Отворањето на спортската сала во Кратово е уште еден пример дека инвестициите не остануваат само на хартија, туку се реализираат и на терен. Па да, впрочем, овој објект е дел од тие инвестиции, би рекол. Инаку, повеќе од 160-170 проекти ширум државата се предвидени за инвестирање во делот на образованието, училишта, студентски домови и така натаму, нешто кое што представува императив за оваа влада. Благодарение на поддршката и инвестирањето на владата на Република Македонија во општините, во моментот се работи на уште неколку капитални значени проекти од областа на социјалната и детска заштита, линиската и патната инфраструктура, кое нешто е доказ дека кога има соработка помеѓу централната и локалната власт, резултатите се видливи, мерливи, а сето тоа е во интерес на граѓаните и бенефит на сите нас. Со ваквото инвестициско темпо од владата најавуваат дека вложувањата во образованието продолжуваат и во наредниот период, со фокус на подобри услови за учење и развој на идните генерации.